Значи, она што би можел да го кажам се неколку работи. Прво, зачудува што и после една недела од кампања за парламентарни избори и скоро 2 недели од кампања за претседателски избори, ние се уште не можеме да ги видиме двајцата кандидати за пратеници на СДСМ на прес. Излегуваат портпаролите на СДСМ со должна почит према нив и работата која што ја прават, но охриѓани не можат да ги видат кандидатите за пратеници на СДСМ нити во јавноста, нити на пресконференција. Поставуваме прашање зошто е тоа така, дали е така заради кавгата во СДСМ поврзана со пратеничките листи, откажувањето на мојот досегашен колега Митре Велјановски, поставувањето на нов човек на негово место, дали е тоа заради новиот концепт на СДСМ да раководството бега од соочување со народот и чека да станат премиери или министри без да добијат поддршка од народот, или се работи заради тоа што немаат програма. И повикуваме јавно и носителот на петата изборна единица, кога не сме го виделе во Охрид, и кандидатите за пратеници од СДСМ од Охрид, да излезат и да ја презентираат програмата. И да кажат што планираат да работат во следните години. Ние ја имаме оваа програма со 2046 проекти, со 380 страни внатре во оваа програма. Прашуваме дали СДСМ има одговор на ова, да го видиме конкретно. Значи не со празни паушали, не со зборови, туку дали конкретно имаат одговор. Тоа е првата работа што сакам да ја кажам. Втората работа што сакам да ја кажам е по однос на работењето на градоначалникот Бакрачевски. Градоначалникот Бакрачевски е само една година градоначалник на градот Охрид. Наследи општина со долг од 50 милиони евра, 33 милиони евра долг на општината, 17 милиони евра долг на јавните предпријатија и во оваа година направи повеќе од колку претходни 4 години мандат на претходниот градоначалник со блокирана сметка и со вакви услови за работа. Ние движиме на терен со двајцата колеги, гледаме и што се работи и во Лакочереј, и во Радој Цановичич, и во Центар, и во Старград, и во Велгошти, и во Лескоец, и во Пештани. Тие се видливи работи и никој не може да ги порекне, повторувам, со 50 милиони евра долг и со блокирана сметка. И третата работа, имајќи предвид дека СДСМ не извади програма, но кажа дека имале 3 столба на така наречената програма, која што ги повикуваме да ја извадат за можеме да ја прочитаме и да ја споредиме со нашата програма. Би сакал да одговорам на тие нивни 3 столба. Кажуваат дека првиот столб било враќање на средната класа. Прашуваме дали средна класа е претседател на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев, кој што дели тендери на своји братучеди, стриковци и така натака, и вози Ауди А6 од 100.000 евра, и прашуваме колку луѓе од средната класа возат ваков автомобил. Второ, прашуваме дали средна класа е господјата Радмила Шитиринска, која што плаќа кирија самата на себе од 5.000 евра, и кој од средната класа плаќа сам на себе кирија од 5.000 евра. Понатака, кажуваат дека еден од основните столбови се младите, и прашуваме кандидатите за пратеници на СДСМ, особено поранешниот заменик градоначалник, дали грижата за младите е преку трошоците кои што само за репрезентација, односно за ручеци по кафани, за јавното предпријатие Комуналец само за една година се 616.000 денари, за нискоградба се 1 милион денари и за водовод се 1 милион и 620.000 денари. Како и за јавното предпријатие Градски гробишта, во периодот од јануари 2011 до март 2013 година 879.000 денари. Дали на тој начин се грижат за младите во овој град. И на крај, би сакал уште еднаш да ја повикам сите граѓани да излезат масовно во недела, заради тоа што најдобар начин да се одговори и на овие политики, но и на политиката на бојкот е масовна излезност. Благодарам. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.